Трагедијата во Кучани се користи за политички битки и препукувања, иако истрагата досега опфати 34 луѓе, а меѓу нив сегашни и поранешни функционери од СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ. Се собра и докази, се исчешлаа документите за импровизираната дискотека, се претворија луѓе од екс-функционер до обезбедувачи на врата. И покрај ова, СДСМ упорно тврди дека истрагата е селективна. 26 луѓе, од кои 7 полицајци се во притвор, но СДСМ прашува до каде е проширувањето на истрагата. Молкот на институциите е загрижувачки. Истрагата мора да одговори за тоа. Кој е одговорен што се случил пожар од кобната ног кој однесе толку жртви? Кој е одговорен за пропустите на МВР, БЈБ, ДПИ, УЈП, непосредно пред и за време на настанот? Одговори и одговорност наместо селективност. Но ова реагира од ВМРО ДПМН. Тие велат дека трагедијата во Кучани опфати луѓе од СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, бидејќи правдата мора да биде неселективна. И ова за нив не е битка на партии. Тие прашуваат до кога СДСМ ќе гради среќа врз колективните трагедии како Кучани, Фросина, Мартин Нешковски и Малата Тамара. Дел од овие случаи во минатото на СДСМ им беа главни адути за напад кон тогашната власт на ВМРО ДПМН. Од владачката партија велат правда за Кучани ќе има, а однесувањето на лидерот на СДСМ јавноста сама може да го оцени. Нивната дволичност јавноста може да ја види што од една страна Венко Филипче, кој е директно одговорен и надлежен за палењето на модуларната болница и смртта на 15 луѓе, глуми државник и праќа пораки на единство, а од друга страна неговата партија глуми преку суд каде кажува кој да биде уапсен, а кој не. Затоа како овие исти политички структури се однесуваат некрофилски со максимална злоупотреба на човечките судбини, може да се види во статусите и објавите на роднините на трагично починатата Фросина. И во албанскиот блок партиите се препукуваа. Партиничка група на Европскиот фронт испратила писмо до 4 тела на Советот на Европа, во кое бара итна експертска проценка на, како што велат, селективната правда по кобниот пожар. Нова Влен остро реагираше до партијата ДУИ, обвинувајќи ја дека по 22 години власт денес се обидувале, како што велат, да се представат како жртва, барејќи истрага исклучиво за трагедијата во Кочани, но молчи за низа претходни несреќи, како што се Ласкрци, модуларната болница и Беса Транс. Во ниту една од истрагите за овие случаи нема опфатено тогашни властодржци од СДСМ и ДУИ, за разлика од сега. За несреќата во Кучани, градоначалникот кој си даде оставка по трагедијата е во притвор. Односот на СДСМ е спротивен кога се на власт и во опозиција. Разликата се гледа во нивните изјави кои што сега ги даваат и оние по пожарот во Тетовската модуларна болница. Овде имаме времени модуларни контејнери и за нив имате премопрадавање, немате употребна дозвола. Што треба, сите да се посипаме со пепел или со бензин да се запалиме? Најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. За модуларната, Ласкрци и Беса Транс не одговараше ниту еден функционер на СДСМ и ДУИ.